стигнавме до вториот дел од нашата емисија, почитувани гледачи. Денес нема да имаме гостин во студиото на К1, меѓутоа мојата колешка Катарина Нацева е на терен, поточно во општина Неготино на разговор со градоначалникот на општината, господин Ванчо Апостолов. Ти ќе разговараат детално, мислам ќе ги пренесеме сите моментални и идни активности од општината. Кате, повели. Така, студио утрово сме во Неготино, каде ќе разговараме со градоначалникот на општина Неготино за актуелните работи, тековните активности кои што ги имаат во текот на целата година, но еве и во текот на летото, иако нели се во тек одморите, меѓутоа локалната самоуправа, градоначалникот не застануваат, тие и понатаму ги терат своите обврски, онака како што тие имаат зацртано во својата план и програма. Што е актуелно, ќе започнеме со нешто што е интересно за оние кои што се дел од спортските активности, оние кои што се занимаваат со спорт, нешто што пред само 2-3 дена започна во Неготино, а тоа е обновата на сооблекувалните. Добро утро и кажете на самиот почеток што всушност се случува на градскиот стадион и кои се следните активности? Добро утро и добро дојдовте во Неготино. Значи, ние знаејќи дека доста старите и дотрајани сооблекувални, кои се повеќе од 60 години, на тие простори екзистираат фудбалскиот клуб Вардар и останатите фудбалски помали клубови во општина Неготино. И сметавме дека покрај тоа што нормативите и критериумите не се задоволени од страна на ФК Вардар, да во тие простори и понатаму се облекуваат играчите и останатите суди и делегати кои доаѓаат во Неготино, одлучивме да на еден начин ја промениме комплетната инсталација, односно да ја промениме комплетната инфраструктура и затоа пред само 2 дена поставивме камен темелник, значи тоа е проект кој го работиме заедно со скоро целиот бизнис сектор од општина Неготино, значи сите компании, сите добронамерници кои имаат желба да учествуваат, приступува на тие 2 состанока и се договоривме која компанија каков материјал да донира, значи некои донираат во материјал, некои во парични средства, за да може комплетно да направиме една модерна сооблекувална, а покрај сооблекувалната одлучивме и да ја замениме оградата на градскиот стадион во Неготино, каде што се трибините, за да биде потврста, бидејќи така налагаат критериумите од втората лига, за бидејќи очекуваме помасовно присуство на гледачи во втора лига во Неготино. Еве сега се најавени неколку многу важни утакмици, значи 3 поред важни утакмици, каде што сметаме на присуство на неколку илјадници гледачи како од Неготино, така и од Тиквешијата, и мислам дека тоа ќе биде еден фудбалски спектакл каде што сите љубители на фудбал ќе присуствуваат, а активностите на самата градба ќе траат некаде околу месец и пол до 2 месеци и после тоа ќе ги пуштиме во употреба сооблекувалните на фудбалскиот клуб Вардар од Неготино. Да напоменеме само дека досега фудбалскиот клуб Вардар играше во третата лига. Влегувањето нивниот влез во втората лига всушност беше и предизвик на некој начин да се обноват тие сооблекувални и да стадионот добие нов лик. Да, се голем предизвик беше, бидејќи навивачите на ФК Вардар, винарите, која се нашата најголема подкрепа, значи тие се многу верни и секогаш во масовна бројка приступуваат на сите фудбалски надпревари, исто така и управата. Тоа е еден состав каде што сите се фудбалски ентузијасти. Јас имам извонредна соработка со сите нив, значи како со навивачите, така со управата, исто така и со самите фудбалери, кои најголем дел се жители на општина Неготино, додека неколку има и од околината. Мислам дека тоа беше заеднички посекувано, значи обновување на стадионот при влегувањето во втората фудбалска лига. Впрочем, паметте и каков спектакл направија граѓаните на општина Неготино кога
ФК Вардар преку бараш утакмиците влезе во втората фудбалска лига. Така. Бидејќи започнавме со спортот, а би сакала малку и пошироко да проговориме, Неготино не е само фудбалот. Има доста други спортски активности. Локалната самоуправа секогаш помага и таму каде што е потребно. Што е она што посебно можеме да го истакнеме од спортските настани, од спортските активности кои што ги има во Неготино? Ние имаме средби скоро секоја недела со повеќе спортски екипи, со поединци, спортисти кои постигнуваат доста добри успеси, некои врвни успеси. Активно работат и кошаркарскиот клуб кој од оваа година ќе се надпреварува во третата кошаркарска лига, додека исто така и ракометниот клуб Вардар веќе екзистира 3 години и сметам дека имам постигнато голем напредок и мислам дека ние како општина Неготино секогаш ќе стоиме за успешните спортисти, но морам пред се да ги извојам врвните успеси на бодибилдерот од Неготино Тоше Зафиров, кој постигна вице-шампионска титула на светско ниво, значи на едно светско првенство, кое неодамна беше одржано во Република Словенија. Исто така шахистот од општина Неготино Тони Лазов, кој во неговата категорија до 16 години е републички првак, тој е ученик на велемајсторот од Неготино Трајко Недев. Имаме и во други мали спортови, во борењето, во каратето, во останатите помали спортови имаме постигнато одлични резултати, но овие се така кои би можеле на еден начин да ги издвоиме, кои и понатаму активно ќе се занимаваат со тој спорт и Неготино ќе се гордее со нивните активности, но пред се тука не смеам да го испуштам најмладиот планинар во Република Македонија, тоа е планинарот Ване Бошев, со само 8,5 години веќе има постигнато врвни резултати и сега треба да замине во Германија и во Австрија на Алпите, каде што треба да го постигне својот рекорд, да искачи неколку врвови кои се над 3.500 метри. Така. Интересно е што покрај спортот општина Неготино става голем акцент и на средината, на чистата и здрава околина. Имате доста активности во тој дел. Младите се секогаш вклучени. Каква е овде соработката помеѓу училиштата, средните, основните, оние млади луѓе кои што едноставно сакаат да бидат и да живеат во една чиста и здрава средина? Ние периодично одржуваме неколку акции од аспект на животна средина, пред известно време заедно со заменик министерот за животна средина, со директорот на агенцијата за спорт и млади и неколку спортски ентузијасти, една поширока популација од младите од град Неготино и цела општина Неготино, одржавме една акција каде што еднодневно го исчистивме, просторот од влезот во Неготино, од автопатот, од Скопје, од бензинската пумпа до спортската сала Младост и со тоа дадовме не само до граѓаните на општина Неготино, туку и до сите граѓани на Република Македонија, дека треба да се однесуваме кон животната средина, исто како што и таа се однесува спрема нас. Никогаш не смееме да ги избегнуваме оние корпи кои се пред нас, а ние, односно сите граѓани на Република Македонија, треба нивото на култура да го покренеме барам за еден степен повисоко. Во град Неготино, рековте како се живее, едноставно младите од целата општина Неготино, бидејќи сега стапката, процентот на невработеност е доста мал. Пред известно време баравме луѓе кои треба да се вработат во Дрекселмајер и видовме дека останале само уште 2-30 кои сакат активно да бидат вклучени во работниот процес и покрај останатите бенефиции кои сега дополнително се наложени од фабриката Дрекселмајер,
гледаме дека доста мале процент на невработеност, тоа се рефлектира во сите угостителски објекти, како преку дента, така и во досните ноќни часови, значи не само за викендите, едноставно во Неготино се чувствува една живост, а сметам дека со изградбата на неколкуте индустријски капацитети во индустријската зона која ја продадовме, значи тоа е КП и Ледарката, таа е комплетно продадена, издадени се сите градежни дозволи и собственикот треба за некој период да започне со изградба на инфраструктура и сметам дека таму ќе најдат вработување повеќе граѓани на општина Неготино и на околните места, но со тоа сметам дека и пазарот на трудот ќе биде малку повеќе раздвижен, а очекуваме и пораст на платите во идниот период, за да може сите сектори како гостителство, туризам, прехрана и останати да се поактивно, тоа е ланец кој се поактивно се разработува. Така. Овде не можеме да го занемариме ниту земјоделството, иако можеби не во толков голем број, меѓутоа општина Неготино сепак има дел кој што има површини, земјоделски површини, земјоделци кои што се занимаваат нели со таа бранша. Колку овде имате соработка со земјоделците, бидејќи пред извесен период имаше и обуки и едукација за конкретно за пчеларите? Да. Значи, Неготино, како што знаеме, целата Квешија е лозарски крај, а лозарството е главна стопанска гранка во земјоделието, негде околу 90% од жителите на општината поседуваат собствени лозови насади покрај големите компании и оние регистрирани земјоделци кои поседуваат поголеми лозови насади, има и многу помали, а нормално покрај лозарството, покрај овоштарството, периодично се развива и постепено, значи и самото и пчеларството кое го кажавте. Впрочем, ние имаме еден заеднички проект со една грчка општина, проект за меѓугранична соработка, каде што вклучивме околу 50 пчелари, односно сега е во тек огласот и истите 25 тековни пчелари и 25 потенцијални нови пчелари треба да се пријават за да понатаму се занимаваат со пчеларство, односно ги искористат бенефициите од проектот, а општина Неготино ќе стои позад нив како со опрема, така и ќе ги држи обуките за сите потенцијални пчелари во општина Неготино. Она што актуелно и тековно во текот на целата година го правите е и подобрувањето на инфраструктурата. Впрочем, иако немаме нели добра инфраструктура и релацијата со соседните села не може да биде толку добра. Што е оно што изминатиот период се заврши во општина Неготино и каде го ставате акцентот? Што е актуелно? Ние работиме на изградба на патна инфраструктура и аплициравме на сите три проекти на програмата за рурален развој, каде што и ги добивме сите три проекти и тоа по три мерки. Еден од нив е изградба на патна инфраструктура на патот Горни Дисан Вешје со должина од 800 метри и широчина од 5,5 метри, тоа е веќе завршен. Исто така изградивме и три нови улици во должина од 1 километар во населеното место Тимјаник, на задоволство на сите жители на село Тимјаник, и третиот проект е изградба на 650 метри, значи пробивање и асфалтирање на 650 метри на патниот правец Калањево, излетничко место Бела Вода. Пред да само една недела завршиме со асфалтирањето на патот од Неготино до село Криволок, на задоволство на сите жители од општина Неготино кои минуваат на тој патен правец. Должината е 3 км, широчината е 5,5 метри, за разлика од претходно, кога беше во доста лоша состојба и на истиот случува многу сообраќајни несреќи, но сега мислам тој проблем ќе биде надминат. Ева апелирам само до сите жители на општина Неготино да се вози пополека, бидејќи сега широчината е доста голема и може да се развијат многу поголеми брзини. Апел и до сообраќајните служби да сопоставувањето на знаците да биде
ограничена брзината, бидејќи тоа е нов пат и не смееме тоа да го злоупотребиме, односно да сега сите кои минуваат на тој патен правец развиваат брзина и над 100 км на сат и тоа мислам дека може да влијае многу негативно. Така. Она што постоеше како проблем во општина Неготино беше и водоснабдувањето. Имавте доста зафати во тој дел, се уште се работи, до каде се тие процедури? Значи, водоснабдувањето веќе 3,5 години работиме околу точно 5 проекти на водоснабдување и континуирано како доаѓаат на ред ги имплементираме на терен. Најпрво започнавме со регулирање на притисокот, бидејќи од нерегулиран притисок се ствара чести дефекти во водоводната мрежа и тие не беа навремено санирани и водоводната мрежа во општина Неготино дојде во една многу лоша состојба, каде што загубите на вода беа околу 70%. Сега со самата регулација на притисокот и со мала адаптација, односно реконструкција на првите 2,5 километри на водоводна мрежа од Винарската визба по Вардарија до село Дуброво, дојде до големи заштеди на вода во системот и во трите годишни времења, значи есен, зима и пролет, имаме редовно 24 часовно водоснабдување, додека проблемите остануваат во летниот период, кога потрошувачката на вода е енормно зголемена и затоа ние до крај мора да ги имплементираме сите проекти кои ги започнавме, односно реконструкција на 8 километарска водоводна мрежа во самиот град Неготино. Тој проект ќе трае некаде околу уште 2 месеца. Со тоа ќе бидат после тоа приклучени и секундарните приклучици, значи од секое домаќинство треба да бидат приклучени на самата водоводна мрежа, а тоа ќе биде нова водоводна мрежа, старата ќе биде вон употреба, додека работиме и на поставување на водомери во секое домаќинство и исклучување на сите диви приклучоци, значи мора секој потрошувач да има водомер и да плати онолку колку што ќе потроши, бидејќи водата во нашата општина Неготино е најевтина, некаде околу 18 денари е кубен метар вода, што мислам дека тоа го нема никаде во Република Македонија и тоа треба да знаеме, да го цениме и да го чуваме. И нормално да си плачиме онолку колку што трошиме, за да имаме редовно 24 часовно водоснабдување во текот на целиот годишен период. И понатаму че со завршување на двата резервоара, едниот е веќе завршен во село Пепелиште, со зафатнина од 250 метри кубни, со потисен цевковод, тоа е за Пепелиште, доколку има дополнителни количини, можеме да ги вклучиме и во мрежата во Неготино, додека другиот резервоар од 500 метри кубни, тоа е за висока зона во Неготино, алоциран е до постоечкиот во Тимјаник, тој ќе биде значи за цела висока зона и акумулациите ќе бидат многу поголеми во иднина, каде што ќе може и Неготино, а Тимјаник да се раздвои на стариот од 150 метри кубни, така да проблемите околу водоснабдувањето конечно со имплементација на сите проекти бидат 100% надминати. Споменавте и реконструкција, односно уредување на излетнички места. Колку Неготино има излетнички места? Каде можат се граѓаните на општина Неготино, па и оние нели кои што доаѓаат туристи од Македонија и од странство, може да го поминат своето слободно време? Значи, сега работиме на инфраструктура баш на тие излетнички места кои претходно значи немаше ни асфалт, немаше ни тампони, при неповолни временски услови често не можеше и да се стигне до нив, значи тоа е како што кажав патниот правец до Калањево и Калањево Бела Вода, излетничкото место каде што има многу викенд куќички, значи тоа е една мала викенд населба, а исто така работиме и на рехабилитација, односно ќе работиме до конечно асфалтирање на целиот патен правец од Горни Дисан до самото населено Веше, за да може како лозарите, така и викендашите, значи во иднина планираме таму да Веше стане една викенд атракција, како за неготинчани, така и малку пошироко,
работиме на тоа да дадеме еден поширок публицитет во понатамошниот период, значи со изградба на винарија, бидејќи има голема потреба од изградба на една винарија со капацитет минимум од 2-3 милиони килограми и исто така со сместувачки капацитет, бидејќи кога би бил целиот пат асфалтиран, за неполн половина час од Неготино ќе може да стигне до Вешје. Летниот период е и познат по оние културни настани, каде што ете можеби и најпогоден, бидејќи повеќето од граѓаните се и слободни, па бараат некоја релаксација, нешто интересно каде што ќе им го обрне вниманието. Има ли во општина Неготино културни настани во текот на летото? Се организираат ли? Да, значи од неодамна започна летниот културен бран и сегојдневно има одредени манифестации каде што дел се во организација на Домот на културата, Асо Ѓорчев во соработка со Министерството за култура, исто така и општина Неготино партиципира во одредени манифестации како во Домот на културата, во музеј на град Неготино, на градскиот плоштад, одредени културно-забавни манифестации. Така. Може би имате некој предлог, некоја барање од помладите за некој поатрактивен настан, како некоја музичка група настана, настап на некоја музичка група. Имаат ли младите такви побарувања? Да, знаат ли да побараат? Да, младите знаат да побараат и тоа секогаш пред самиот летен пред Панаѓурот во Неготино, кој е на Мала Богородица, значи на 20 септември, и секогаш организираме една заедничка манифестација. Нивните предлози доаѓаат до крајот на месец август и после тоа го вршиме изборот, било тоа на музичка група, диџеи и така натаму. Значи, во континуитет, како во минатите години, така и годинава на одредена локација, че има музички манифестации, се во интерес на сите млади на општина Неготино. Така. Јас ви благодарам за исцрпните одговори, за убавиот разговор. Имаме уште многу што да кажеме, меѓутоа ќе оставиме за некоја следна прилика. Ви благодарам на посетата и сметам дека нашата соработка теком ќе продолжи. Секогаш кога сметате или ние кога имаме нови настани, ќе бидете наши гости, а нормално јас ќе бидам ваш гост. Почитувани гледачи, ние овде го завршуваме разговорот. Се надевам дека уживавте во нашиот разговор и дека не ви бевме досадни. Од мене поздрав, а ние се враќаме во студио. Ти благодарам, Кате, за твоето јавување. Ете ги слушнавте повеќето моментални и идни активности кои што се предвидени во општина Неготино. Сега во продолжение да погледнеме реклами и се враќаме повторно во студио 2.